По една година Евровизија се врати таму каде што се започна, во Швајцарија. Првото полуфинале на овогодинешната Евровизија се одржа синоќа во Базел, која за прв пат се одржа уште во 1956 година во Лугано. Шведска, Полска, Албанија, Исланд, Сан Марино, Естонија, Португалија, Норвешка, Холандија и Украина меѓу 15 земји се квалификуваа за финалето кое ќе се одржи в сабота. Словенија и Хрватска не се пласираа во финалето. Во првото полуфинале настапија представниците на трите земји кои имаат сигурно место во финалето, а тоа се Шпанија, Италија и Швајцарија. Според обложувалниците, Шведска е убедлив фаворит на овогодинешното надпреварување, а ја представува кај со песната Бара Бада Басту, која зборува за моќта на сауната, додека танчари во крпи ќе танцуваат на сцената. На судењето на раперот Шон Диди Кумпс, кој моментално се одржува во Њујорк, како сведок се појави 41 годишен маж по име Даниел Филип, кој тврди дека познатиот музички могул му платил до $6,000 за да има однос со неговата тогашна девојка, пеачката Касандра Кеси Вентура, токму пред неговите очи. Според сведочењето на Филип, Диди ги режирал нивните интимни врски, нарачувајќи специфични сексуални чинови, честопати вклучувајќи масажи со бебешко масло и играње улоги. Филип истакнал дека првпат се запознал со двојката во 2012 година кога бил ангажиран да настапи како стриптизер на моминска забава. Наместо група жени го пречекала само Кеси, која директно го замолила да има однос со неа, додека Диди седел во аголот и го имал покриено лицето. Неговиот глас бил препознатлив, тврди светокот. Со силна осветлувачка и мотивирачка порака, длабока емоција и освестување за важноста од личното постапување, Битола Викендов го отвори новото поглавје за својата иднина преку два инспиративни настани, премиерата на монодрамата Не денес на акторот Маријан Ѓоргиевски и настанот Визија кафе. Во преполна сала на Центарот за култура преку единствениот лик, публиката ја слушна реалноста што ја говори нашето срце и страшната вистина со која што никој не сака да се соочи. Се гушиме и молчиме. Главните чинители се летаргични во пристапувањето кон прашањето што не засега сите, а ние едноставно ја прифаќаме нивната рамнодушност без побуна. Јаглинот се согорува, јаглинот е нашиот тивок убиец. Битола е еден од најзагадените градови во светот, а ние молчиме. Прифаќаме по цена на живот, облијани со страв, молчиме поради изворот на приходи што ни ги носи сулфур диоксидот што го дишеме, но не смееме вака да продолжиме. Тоа им го должиме на следните генерации, нагласи Ѓоргиевски. Моќното ремек дело од Џузепе Верди, операта Набуко, ќе се изведе на сцената на Националната опера и балет на 19 мај со почеток во 20 часот во рамките на 53-то издание на фестивалот Мајски оперски вечери. Операта ќе се изведе под диригентската палка на гостинот од Грција Мирон Михаилидис, режијата е на Ренато Бонајуто од Италија, сценографијата и костимографијата се на Флафио Арбети и Артемио Кобаси од Италија, хореограф е Маја Митровска-Богоевска, концертмајстор е Јане Бакевски, хормајстор е Јасмина Ѓурѓевска, а светлодизајн Милчо Александров. Насловната улога на Буко ќе толкува Луис Кансино од Шпанија, во улогата на Абигайле ќе настапи Хан Јинг Цо од Кина, Николина Јаневска ќе толкува улогата на Фенена, Уго Тарквини од Италија ќе настапи како Исмаил, а во улогата на Захарија ќе настапи Џовани Пароди од Италија. Во останатите улоги ќе настапат Диме Петров, Ана Ројдева, Дејан Стоев, хорот, оркестерот, балетскиот ансамбл на Националната опера и балет и ученици при Илија Николовски Луј.